Добро утро и добро дојавте на Формула 1 на македонски. Утро имавме одлична можност да гледаме првата трка од новата сезона во Формула 1, каде што Валтери Боташ со одличен старт го претркна Луис Хамилтон во првиот свиок и од тогаш не погледа наназад, победувајќи ga првата трка. Одличен резултат за Валтери, добар старт за сезоната, го зема и дополнителниот бод за најбрз круг, сега со 26 поени е лидер на табелата по првата трка. Второ место Луис Хамилтон, неговиот тимски колега, имаше една прилично неутрална трка, како и всушност целата трка. Се држеше за второ место, мораше да го покрие Ветел со првиот питстоп, меѓутоа тоа уништи неговата стратегија, едноставно остана таму закован на второто место. Прилично едноставна трка за него без многу возбудување. Трето место, одличен резултат, Макс Верстапен, прв подиум за Хонда во ВШС ерата. Добар резултат, Верстапен успеа да го помине Себастијан Фетел од Ферари и со подобра стратегија и со подобра брзина во болидот успеа да заврши на трето место, така да тоа е одличен резултат, одличен старт за сезоната за Red Bull. Ферари дефинитивно разочарување на денот, едноставно се изгубија во трката. Себастијан Фетел не покажа никакви перформанси, исто може да се каже за Чарлз Леклерк, кој иако на крајот од трката беше побрз од Себастијан, сепак тука тимските игри заиграа и типска наредба дојде од Ферари да Чарлз Леклерк да не го помине Фетел, да остане на позицијата која што е, така што Ферари заврши четврто и пето место, што можеби по себе за прва трка и не е така разочарувачки, но што е разочарувачки за фановите на Ферари е тоа што Ферари воопшто немаше никакво темпо на оваа трка. Беа многу послаби од Мерцедес, беа послаби од Red Bullот на Макс Верстапен и загрижувачки потрошувачката на гумите беше драстично поголема него кај останатите конкуренти од топ 3. Така што Ферари претпоставувам дека има многу работа што да исправи пред следната трка во Бахрейн, која ќе се вози за 2 недели. Трката, како што реков на почетокот, беше прилично неутрална, меѓутоа треба да земеме во предвид дека Алберт Парк не е некоја стаза каде што има голем број на претекнувања. Самата карактеристика на стазата е скоро како градска трка, значи нешто налик на Монако со малку поотворен простор и побрзи свиоци. Меѓутоа никогаш не била популарна и препознатлива по тоа што имало голем број на претекнувања, така што голем број од болидите играа повеќе на стратегија него што се трудеа да се претркнат на самата стаза. Домашниот миленик Даниел Рикјардо имаше несреќен старт, веднаш се обиде да го помине Перес од десната страна, меѓутоа заврши надвор од асфалтот и го оштети своето предно крило, при што мораше да направи питстоп во првиот круг. При промената на предното крило ги смени и гумите, стави тврда компонента што можеби се покажа погрешна стратегија, меѓутоа во 32-тиот круг мораше да се повлече поради оштетување на болидот. Така што бе уште еден лош настап за Даниел Рикардо на своето домашно Гран При. Исто така несреќен беше и Карлос Саинц со Мекларен, кој во 12-тиот круг му откажа моторот, значи изби пожар. Од тимот на Мекларен за сега не откриваат информации што е точно причината за дефектот, но се претпоставува дека MGO Cage, односно оној електромотор кој ја кинетичката енергија ја претвара во моќност, односно во којски сили. Исто така Хас повторно, исто како лани во Австралија, проблеми со предна суспензија, после питстопот Роман Гржан неколку круга после питстопот едноставно неговата предна лева суспензија откажа и мораше да го паркира болидот. Интересна беше можеби битката во средината од 7-то до 13-то место, многу тимови блиски во пола секунда во секунда, меѓутоа како што напоменав претходно, самата природа на патеката на Алберт Парк не дозволува многу претркување, така што повеќе гледавме возења еден позади друг, со мали напади од страна на Квиат кон крајот и на Строл. Нико Хулкенберг ја бранеше седмата позиција, сите позади него напаѓаа. Меѓутоа за прва трка може да се каже дека доста од тимовите играа безбедно, сака едноставно да ја завршат трката, да ги земат првите можни бодови. Валтери Боташ исто направи најбрз круг, така што има чисти 26 поени од првата трка. Ова е ново правило од оваа година, се доделува еден бод и за најбрзиот круг. Видовме на крајот дека се разиграа Макс Верстапен и Валтери Ботас, кој ќе го земе тој екстра бод. Меѓутоа Валтери Боташ, како што кажа, по радиото го сакам тој бод на еден круг пред крајот, направи стеларно време. Браво за човекот, одлична трка. Поланските проблеми кои ги имаше Боташ и со само доверба и неговото возење беше буквално под ниво кое го бара Мерцедес. Покажа дека направил добар одмор зимово, дека добро се припремил за новата сезона, ментално, физички, извозе
сигурно неговата најдобра трка од кога е во Формула 1. Од сам почеток, претакнувајќи го Луис Хамилтон до самиот крај, имаше апсолутна контрола врз трката. Така што честитки за Валтери Боташ и очекувам да биде екстремно компетитивен оваа година и да му задава големи проблеми на Луис Хамилтон во борбата за титулата. Се надевам, повторно ќе кажам, дека и Ферари и ќе се приклучи во борбата за титулата, дека ќе навистина ќе направат прогрес во следните неколку трки. Ова е сепак прва трка, прерано е да се оцени, иако, ќе повторам, разочарувачки се нивните карактеристики кои ги покажа денеска, особено потрошувачката на гумите ме изненади, бидејќи ланската сезона Ферари беше еден од најдобрите тимови, имаше најдобар тајер менеджмент, така што ќе биде интересно, некако се свртеа улогите на Ферари и на Мерцедес оваа година, проблемите кои ги имаше Мерцедес лани, сега очигледно дека ги има Ферари, во некои обратни улоги, меѓутоа по Мерцедес лани ја зема титулата на крај и во конструктори и во водачи, па кој знае, може би сепак Ферари ќе слави на крајот. Тоа е се што би имал да кажам за првата трка, како што реков, прилично неутрална трка, ајде да не речам досадна, меѓутоа секогаш е така на почетокот во сезоната, тимовите се екстремно предпазливи. Следната трка во Бахрейн за 2 недели. Бахрейн е сосема друга карактеристика на трка каде што има брзи свилци, има доста простор за претекнување, има две големи DRS зони, така што верувам дека следната трка ќе биде многу повозбудлива со многу претекнување и тогаш ќе имаме многу појасна слика кој каде стои во поредокот помеѓу тимовите. Ви благодарам уште еднаш што ме следите. Ако ви се допаѓа ова видео, ставете лайк. Ако имате некој коментар во однос на трката, пишете коментар, поставете прашање, јас сум тука да одговорам на сите прашања. Ако ви се допаѓа оваа содржина, ставете subscribe и се гледаме повторно во следниот викенд. Ќе направиме неколку анализи за новите правила во Формула 1 како една овертира пред втората трка во Бахрейн. Чао!